Снимам. Па мислам, ствар најмалку Договор падна се. О, светлина лоша колку е. Господине Дејан Димовски, почитуван градоначалниче, господине Маријан Ристевски, почитувани гости, почитувани професори, родители и ученици, добра вечер. Добре дојдовте на честувањето на нашиот патрон празник. Најпрво го повикувам директорот на СУ Ѓорче Петров, господинот Дејан Димовски, да ни се обрати. Повелете, директор. Почитуван градоначалник на општина Пилек, Маријан Ристевски, почитувани директори на средни и основни училишта при нашиот град, почитувани стопанственици од нашиот град, драги колеги, родители, мили ученици. Добра вечер на сите. Нашето училиште има голема чест што го носи името на апостолот на македонската револуционерна борба, големиот Ѓорче Петров. Целиот свој живот го дал за ова што ние денес го живееме. Не смееме да дозволиме ова мало парче земја кое што го имаме да го изгубиме. Ученици, пред нас е голем предизвик. Сите наши активности кои што ќе ги имаме во оваа држава да се чувствуваме како да ни е најсвето нешто во нашиот живот. Ве молам сите со еден голем аплауз да му дадеме почит на овој великан. А како ние ќе вратиме? Со вредно учење, со многу награди, со многу признанија, со правилен правец во животот што сакаме да бидеме. Ово училиште се гордеело со своите ученици кои што порано учеле, а денес се големи видни луѓе во нашето општество.
Пред нас се големи предизвици. Секако дека тука започнуваме сега со учењето. Ке дојде брзо тромесечие, полугодина, поминала уште една година. Но ученици, ние ќе видиме сите по искуство. По време, доаѓа и екскурзијата, доаѓа и државната матура. Повеќето од вас, кои што се сега 4-та година, тогаш веќе ќе бидете завршени. Тогаш ќе влезете во светот на возрастните. За жал, светот на возрастните е многу суров. Вашиот момент на живење е сега, безгрижен, со вашите родители, со вашите професори во нашето училиште. Тешко е, верувајте, да се раководи со едно стручно училиште. Тешко е затоа што учениците на почетокот се уште не знаат дали го избрале правиот занает, правата струка. По години ќе видите дека навистина сте избрале вистинската струка во нашето училиште, затоа што со занает денес и со дообразување, инженери, доктори, квалификувани работници, ќе видите полесно ќе го најдете парчето во нашето општество за да се прехраните себе си и вашето семејство. Денес сме дојдени тука да уживаме. Денес сакаме да видиме што нашите професори и вредните ученици од нашето училиште го направиле за ние денес да уживаме. А за инвестициите понатамошни во нашето училиште ќе ви се обрати градоначалникот на општина Прилеп, господинот Маријан Христовски. Поверете. Морам јас на понискиот микрофон. Почитуван директоре, почитувани професори, вработени во Средното училиште Ѓорче Петров, почитувани родители, гости и пред се почитувани деца кои учат во едно од најубавите училишта, не само Прилеп, туку и во Македонија. Еден аплауз за Ѓорче Петров училиште. Во оваа прилика сакам да го честитам големиот празник, патронот на училиштето, да посакам здравје, среќа, успех да имаат сите, убави моменти во училиштето да имаат и многу реализирани проекти како што беше и досега. Пред 12 години ова училиште беше едно од најруинираните училишта на територијата на општина Прилеп, за да после 12 години, благодарение на одличното менаџирање, благодарение на сите вас кои работите во училиштето и идеите на самите деца кои учат и родители, ова училиште прерасна во едно од врвните училишта со одлични услови за работа, за учење, за едукација. И самата бројка на запишани ученици во училиштето, колку биле порано, колку се сега, ги кажува сите овие работи кои што ги спомнав. До сега се инвестирани во училиштето 1 милион евра, може би и повеќе. Скоро да наречам секоја година се реализирани по 2-3 нови проекти во договор со училиштето, така да и наредниот период ќе има реализација на одлични проекти со кои што ова училиште ќе стане уште подобро за едукација на нашите деца. Ќе биде реализирана фасадата со термоизолациона фасада нова, ќе се догради дворот, партерно уредување на кошаркарското игралиште кое ќе биде напролет и секако уредување на одредени кабинети, училници и внатрешниот инвентар во училиштето. Нема да запреме тука, заедно со децата, единствено што сакам да порачам е до директорот, до вработените, до професорите, да посветат што поголемо внимание на овие дечина, да што подобро се едуцира, бидејќи инвестирањето во нив значи инвестирање во нас, инвестирање во нашата иднина како град Прилеп и како Република Македонија. Нека е честит вековит патронатот и повторно да се гледаме со убави работи и имајте пријатна вечер сите. Благодарам.
уште за јаболков, делишец да не сакаш да видиш. Дай тиква стабулка! Деца! Тоа ќе го учите по биологија. Ставите ајдеците на место. Мирни да бидите. Еве, професорке, сега мирниче. Денеска ќе го обработуваме. Пак да учиме? Ma ne sakaš ti da si sedime? Шумо ќе види. Не се донесува ли си кафана? Не ми стоите вие ко келнерка. По келнерски ќе ви пишам 1 кило. А на единици? Кило горе, кило доле, бригаме. Киро! Така на музичко ќе пееш, не кај мене, ме разбра. Професорке, ве молам, немојте. Уште една ми фали татка чемате. Не му пишувајте, професор, кај, ве молам, гревовте. Но не загрешите вие. Ако бидеш мирен до краја на часот, не ти пишувам. Договорено. Дали вие деца научивте тоа што требаше? Да! Дали ми пишавте? Да! Дали може тоа да ни го прикажете? Да! Ајде, сега ќе видиме изводот од драмата Црнила за нашиот патрон Ѓорче Петров. Сте го видели ли вие некогаш Ѓорчета Петров? Човек просто занемува пред него. И му се сака никогаш да не престане да го слуша. Ми рече дека не се откажал од Македонија. Ми даде една книжка да ја читам. Во неја има една негова статија за двете Македонии. Плачев додека ја читам. Господе Боже, што се случува со нашава Македонија? Не прашај, никогаш никого не го прашај ова што ме праша сега мене. Нема човек кој би ти одговорил на тоа прашање. Сите ние, и терористиве, и сета онаа мизерија од политичари, патриотари, џамбази, и обичните луѓе како тебе. Сите ние сме немокни пред она што се вика судбина на Македонија. Затоа е најдобро да не се праша. Да се затворат очите и да се искорне во себе, макар и постојата трошка покорност и да се... Впрочем, не се тркаваме само ние во овие грозни црнила, што зјапнале пред нас на местоиднина. Сиот свет, ништо од она што ни се чинеш идеал, свето, апостолско, не остана чисто, не извалкано. Моето познанство со Ѓорче Петров е долга приказна. Сушност, единствената приказна на мојот живот. Бев уште малечок, кога тој дојде во селото, ме повика во дворот и ми рече: сега веќе синко си голем, ќе те испратам да станеш комика. И запамети, од сега имаш само еден родител, организацијата, и само една цел, слободата на Македонија. Гледај, синко, да живееш како човек и да умреш за неа ако треба. Та ти за другој нема зашто да живееш. Се помисли малку и додаде: впрочем како и сите ние. Од тогаш има поминато многу време. Сите овие години јас постојано ја следев таа права линија, да бидам како него, да постапувам како што тој би постапил, да се борам за она за кое што се борел тој. Со еден збор да го правам само она што би го направил единствено тој. Сестро мила, го убиле Ѓорчета Петров! Ѓорчета Петров го убиле! Што беше тоа колната рака што се крена на него? Што беше тоа мајка што го роди тој крвник чија што рака губи Ѓорчета? Како можеше? Како не му пукна срцето кога ја креваше раката? Во ова писмо, оној младич ме нарекува предател и ми се заканува со историјата. И порачува неизе на историјата да го задржи во спомен, како историјата е споменер или момински дневник. Драги мои, може би сето тоа во некоја друга историја да е ново, по нашата не е. Во македонската историја, драги мои, има само предатели. До сега барем. И ти не кажуваш ништо ново со тоа што ме нарекуваш мене предател. Кој знае, по ѓаволите може би имаш право, но тоа не е најстрашното. Најстрашното е тоа што сето ова околу нас свршува како затворен круг. Денес еве
И Гьорче е мртов. А мртов си и ти. Па, сепак никој не мисли дека се во ова има некаков крај. Оној горе, за мене веќе смислува нов Гьорче Петров. Го именува веројатно Димо Хаджи Димов. Или кој знае како. И се готви. Веќе утре и му порача мртов. С истата закана. Дека, ако не отиде главата на тој нов Гьорче, ќе отиде мојата. А и тој, малечок мој, зборува како и ти, за Македонија. А таа е мртва. Одамна мртва. Првим во нашиве срца, а потоа, таму кај што бараш ти, во историјата. Браво, ова беше одлично. Сега продолжуваме понатаму. И денеска ќе го обработуваме делото Евгений Онегин од Пушки. Пушка да го удри, то песна да читам. Како можеш така да зборуваш до делото? Па тоа е една прекрасна, љубовна приказна. Како да не? На Инстаграм е поинтересното шо некој се правил джек му е свирнал една друга рувчел. А тоа е така, I'm sorry, ама се стори. Имал телефон? И тоа на джибање? Ама немојте, професор Кенов ми е само што си ја купи. Си отворив и Инстаграм и Твитер и... Не ме интересира! Чекај ме после часот е класни од твој. Че правиме селфи? Да, за одземениот телефон. Шо правите бе вие море? Карадика знаете? Јал да по 5 пеќе жогирам заради вас. Ај марш! Лихлиферте! Ај е проблем? No sé, señor, ти сумрис лока. Кој е ловка, мори? Ти овде мене пијаница ќе ме правиш за 2, 3, 4, 5, 6 раки, мори, ја? Мори, оди он ќе види го. Тој срка, не ловка. Ти ме ќе ме правиш пијаница без раки. Инсулигун. Раман човече, шо туку ми шуштиш ти? Señor! О, сеньорита, por favor. Уплакни ноге, лабон. Habla español? Sprechen Sie España? Speak? Не, бе, па ти не. Ке зборувам ја на странски. Ова го научив од она рокеру сморало, го знаеш. Не гледаш конски серии. Виж го те бат! Ај мајката! Море, кај ми газиш овде ми пустиш? Пуште дали сум тепана? Море, ако ти лакна, моја джоби до фонда. Шо е ова, бе, котници без пиро? Шо е ова? Бе, ки знаеш шо ми зборува вие двајца, па и ми газа на джогираново? Пуште, че ме тепале, јаки де тие. Шо е проблемот? Sprechen Sie Deutsch? Español? No, само English. Thank you. Конечно нормален. Ich bin Klaus od Germania. Das ist meine Kollegka Patricia od Španija. I ние тука дојдело проект EICES, видело резултати. Шо треска бело и некој јајца? Не сме ние живинарска фарма долнени. Додуше имаме кокошки, појче од нив, ама е. Леле, супервизорите! Си, визиторите. Леле, Спиро! Абе, овие се од оној проектор што шетнавме малку. Вака, оди сега ти, поврткај ги малку, шетај ги низ училиште, во додам јас ги Цвета по хемиот и готови сме. Willkommen Гьорче Петров. Моја колега ќе ве однеси кај одговорните за проектот. Ај, јас. Ајде, мајне даме, комен земете.
Алкохол! Маре, що ти свючеле? Да не пробваш, мори некој нешто! Не, професорки, убатена е. Доста позната за нас. Така значи. Ајде, млад господине, стани и кажи ми пример за алкохоли. Онлай, професорке, лесно е барем то. Значи имаме пивце, ракија, узо, водка, джин, виски, коњак. Виното не го забораваме. Стани бе! Не знаем! Ништо не знаеш! Ајде ти, млада господине, стани и кажи му овде на младиот господин пример за алкохоли во хемијата, а не во капаната. Професорке, имаме етанол, бутанол, метанол и други. Браво, Шедо! Од тебе ќе биде хемичар, а не од овај. Алкохоличе. Цвето! Шо си колешки ваква? Кој инспекција те брка? Леле, Цвето! Моме клето. Тишина, бе! Шо си мори ваква колешки? Цвето, инспекцијата беше поарно, че беше. Абе, дојде ни са ние супервизорите од нас с проекто. Не, ако де, како дошле, така дошле. Цвето, директоро не е тука, Цвето. Леле! Цвето, и соте не е тука. Како мари и соте не е тука? Ами сега што ќе правиме? Цвето, да знаеш, немаше кај тебе да дојдам. Леле! Леле, сега што ќе правиме, соте не е тука. Јас знам, професорке, што да правим. Шо? Ние да си одиме, за вас не знам. Че одиш ти? Ама на полагање ваздух. Леле, сега што ќе правиме? Леле, соте не е тука. Ние не сме раководители на проекто. Соте беше. Добре, колешки, што правите? Арни сте? Леле, колешки, помагај. Ни арни, ни удај. Убаво, туку да ви покажам што сум сработила со дечкиве вој. Мори, колешки, нас не ни е до пеење дојдено. Ајде, слушајте сега. Ајде, деца, дојдете. Ајде. Амори, колешке, остај до сега пењето. Ние имаме проблем. Остај ти проблема. Слушај, деца, ма шупо пе. Слушај. Чекай се. Шо? Че сакаш да ме замениш малци да видам што сака колешки, бе? Ој, епа! Пол клубо пеем. Море соко пие, вода на Вардаро. Море соко пие, вода на Вардаро.
Довлячка фоня двайца овде. Молим се, Спиро, што да ги повртне уште малку месечно? Абе, аман шо треба? Ами ако не па да му даме на топка, нека си игра футбол, че ама ли голчи. Аман па и вие, што се секирате? Ај, колешке, ти разбираш англиски. Појди разбери се со нив. Абе, овие на германски зборуваат. А, чичко Спиро, од кога ти со германскиот? Германскиот бил многу лесен јазик, само имало многу заодење. Како бе одење? Па така, одиш онде и му викаш комен си бите. Ами, за опратиш на другата страна? Многу едноставно. Одиш на другата страна, пак му викаш комен си бите. Ми браво, ја ова не го знаеш да сега. Колешки, барајте чаре! Зато не е тука! Сега ще правиме! Професорке, во 21 век сме, може и да му се јавите. Во право си, бе, Коста! За ова имаш награда! Најразлива част научи за алдехиди! Че научи Коста за алдехиди. Туку ти да се јави му се. Во право си! Сега! Мори престани да виеш. Земи кажи му на човек колко ше. Гости му дошле на човек. Сатар! Дојде ја супервизорите од проекта! Не бе, не сум нервозна. Сатар! Отвајде! Сатар, ќе дојдеш? Ајде, те чекаме! Што направи? Ми рече дека ќе дошол за 5 минути да сме ги проврткали уште малку. Што правите, билојче, не знам што да му спорувам појче на овие. Ќе дојди со те за 5 минути. А до тогаш, од кај сте бе овие? А? Овој високи го гледаш онде? Еми тој од Германија бил. А на него синьоритана. Е па кажува ти од Шпанија. Ај прашај ги, што ќе се случи со Есмералда после 81 епизода? Мори, Цвето, дали сега тоа треба да правиме муабет со нив за шпански серии? А да му запееме една песна? Може! Да запееме! Но ти се море како пре, кажи си го која песна. Арно велиш! Кога тргнав цветово тугина... Не бе, не, каква цвета, какви глупости. Англиска да запее да ја разбера луѓето. Слушай се, оди кажи му ти сега нека песна чека, а ја ќе ви научим. Баш! Ен. So
време мене и спортот. Кажувайте кај се овие, кај се? Гутен так. Buenos días, señor. Rita, како сте пилбој упара? Много добар, колешке. Јас отребам германски дуре. Знаат. Колега, ние чакаме да видиме офишот. Да се припремало за проверка и оценка. Да. Сега. Професорке, имам колешке. Вака сега. Мајне колешка, вас однеси до офисот. Да, однеси канцеларија. Сега ќе те правиме малицето момеклето. Што ќе ни просега? Како беше? Тие убоси се најавија луѓето дека ќе дојдат. Ама јас гутнав датумот. Ќе дојдеа да го проверат училиштето, кадарот, програмата, учениците, да ни дадат некој следен проект. Ама ја гутнав, тој пусти датум, пуст достани. Убо тие си кажале дека ќе дојдат на 2.10. Ама ја градам 10.2. Дека наместо во октомври, по февруари ќе ни дојдат. Јавно бе, професоре. То ќе вие волците тогаш ќе дојдат. Убо, ама немаме бе луѓе ништо спремано. Ништо, ни деца, ни програма, ништо, И видиме рако, дали вако сум, да нигде не сум. А него професор, разкосан измичен да тега за мене. Кој на свадбата моја ќе дојде? Кој на свадбата твоја што дојдо? Вкусот, А да слушнеш едни ученичи од кај мене како пе, срце ќе ти расте. Мој колешке, не ми е дојдо до пење, не ми е. Туку, ајде да ги слушнем и твој, ајде, ате. Слушай се! Ајде. Стигни ме пати. За живот не појде ништо нема, ти ме
беше сесия с въпрос по имайка те сакав ти верно имал добре до тебе, но ми свърти кръв и се заминал мен. Сега не сакам да вратам нито ден от тебе. Ти сватиш и ке патиш, ще осъдиш какво боди, kako treba да се люби, kako treba да се сака. Без слова е напишал за цело се сака. Пак со мислите ке те сака, пак со душата ке те любам, знай мил мой. Не сакам много рука те напушкам, пак со мислите ке те сака, пак со душата ке те любам, знай мил мой. Не сакам много рука те напушкам. Запреми некоя песна. Ами другото што ќе направиме, а? Ум немам, Цвето, ум! Се извинувам, професоре, професорки, Чичко Спиро, драга публико наша, директоре. Јас во ова ситуација, ако може и да ви се најдам, да ви помогнам. Ако може. Може бе, Коста, може. Ајде да те слушнам ко председател на драмската и на класот. Ајде да те слушнам. Еве, например, ние да направиме ученициве такво шоу, какво шо нема ни во Холивуд, ни во Боливуд. Ама, шо е гледа вас ова, а? Скромно, додиме 2 дена на екскурзија, наместо е за најубавото училиште со најубав кадар, со најубави ученици. Вака, додиме 2 дена на екскурзија. Не, бе, не може бе, ја не сум директор. Не. Ај, гајде, професоре, вие си живеете со директор, плюс од војска другари. Абе, ко петок и самото сте професоре. Ама, пуштете еден убав муабет кај него, и тој е добар, има добра душа, нека скатија. Не, тоа не може, бе, деца, не може. Точно, не може. Колега, ние е спремно за гледало. Како би гледало? Професоре, вие си знаете, јас ви се поручам. Да, готово, хајде, тандај, готово, имате 2 дена екскурзија, готово. Ама, ако ја уктите работата, ни ден нема да појдете, така да требе. Без гајде, професоре, ко сте со нас истоко, сами да сте. Како ли господи? Мајде колега, мајде колешки, мајде ученици, нека нас презентација таква ума, шоу како никој. Видите, доведе. Дами и господа, дујгинци, наши и ваши, пријатели, пријателки, професори, професорки, имам чест да ви го најавам најдоброто училиште во Република Македонија, Ѓорче Петров!
c'est pas encore qui. Toi aussi, tu détestes la vie. Very good. Нашите дизайнери на најудобниот мебел, нашите проценители на благородни камери, ви ги представувам секое камче диамантче. Cosa te vede che si udosce 27? Ma vestito un pezzo vai! Vedi zittia tocco. Cosa te vede il professore 25 evri tvoj? No! 30 ima jedno. Много добре. Талентец. Талент people. Идат след медицинските сестри, физиотерапевтите и фармацевтите!
Нашата култура изобилува со пишани збор. Старите наши рекле, добриот збор, железни врати отвара. Следни проекти повикува. Преку збор ќе кажеш и тага, и среќа. И љубов, и насмевки. Да слушнеме нешто убаво, кажено од срце, како со љубов. Јован Котески, Ана. Тогаш ги чешклаше косите и кој знае за кого мислеше. Додека ја гледаше бледата сенка на мајка ми, што за 3 оки брашно клечеше пред нозете на твојот татко. Јужните ветрови донесоа пролетни води за нас, Ана. Ние го знаеме твоето име и се заљубуваме од и ти. Имаш и земја, и везени чорапи, и широки рамења, Ана. Кој знае за кого мислеше, додека ги чешлаше косите? Ќе ја доживеам уште оваа пролет со топол здив. Дојдем пред твојата кошара што се распаѓа на ветрови и ќе се молам на земјата како на голема икона. Не за твоето здравје, не за твоите широки рамења, Ана. Овој ден ќе го запишам со името на сите гладни луѓе и ќе те отерам преку 3 зашумени планини, Ана, да ти биде проклето името запишано со 3 обични букви, пред кои се нишаше бледата сенка на мајка ми, дојдена по 3 оки брашно, за обичен, леп, Ана. Мој пе зломе, срце разигрува, душа радува. Мала песна за расположение.
Ora jaz го викнав професор. Представиш да натопиме работава малце? Ајде, јас сакам ракија, знаеш. Ајде, нека станам си. Цела ќе испија, ќе му се зубе. Sada ще не имаме за друго. Спира! Беја тука! Не, натопи ме, бата, те потопи некој. Ајде, ти почести, ајде. Биде! Барум? Најрум! Нема! Само копи! Копи со мут! Нема само рум, бе! Моје шутра хеде! Не ти има ја рум, моје! Те прашува зошто, бери да му објаснам. Мајде колега, ова е за одобра работа, зарбајте, да, за енергија, за енерджи, да, за енерджи. Ja, energy. Ти скопи! Без! Речо, без не без слушајно. Ајде, бе се напија, се кажат да ни вода, не, ајде сама два цвета. Ајде. Како да ga магла? Сметка да го чапнати! Тој што те викна. Сметка! Додека одговорниот тој пари има? Сметка! Кој? Не те викнав, јас па ја да ти платам. Не може, да бе, обавезно, јас. Плата иду, да някъде ще лезат пред станциите. Ајде за станција кукутева. 340 денари! Моје шесто искам, че и тунба да му дава со кафево. Ами сега гледај, 30 капина по 80 денари, тоа ти се 240 денари. И тоа ти е просто како град. И минус 500 за купујам за ушевот, што ти е. Ајде, еве, си ги два трим. Ајде да тегам предош, ајде. Пари. Ме ви каже? Ами ти можеш да се скриеш негде, па... И кафето падна. Ти можеш да се скриеш негде, за ако трябва нещо къснување, пијање. Аха! Значи се скрија! Да, бе. Аз овде каќе стам! Ама ти ако не викнеш, нема да ја видим. Кофи е прекрасно! И Македонија се е прекрасна. Ние користиме 30% ИКТ во програмата, во презентациите и во кофито 30% ИКТ, да. Може правилно шоуто, може обиено. Пијано! Луѓава сакава пијано свирење! Мари, кој е пијано свирење? Ански сери зарем не гледаш. Мари, шаото и се бендисало пијано свирење. Деца, ајде, продолжи, ајде. Секако, професоре, секогаш, зашто и да се прави, треба слов. Како што велат стари наши, сложни браќа, плани да поместуваат. Сложни ученици? Од часови бегаат. Ова детестови солидни валат. Така и во нашето најубаво училиште со слога се видува, да дури и песна се испева. Sounds of bugle calls were coming from my heart. They were closer now, Fernando.
Here I go again, my, how can I resist you? Mamma mia, does it show again, my, just how much I missed you? Yes, I've been broken hearted, losing today we parted. Why did I ever let you go? Mamma mia, now I really know, my, I should never let you go. That's too bad. I love you, you will be mad. I will have to work it all out around and I'm Money, 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 must be funny in the rich man's world. Money, 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 always sunny in the rich man's world. All the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. Is there a soul out there? Someone to hear my prayer? Give me a bed after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Give me a bed after midnight. Take me through the darkness to the break of the day. Give me a bed after midnight. Take somebody help me chase the shadows away. Give me a bed after midnight. Won't somebody help me chase the shadows away? Во нашата татковина се талент до талент. И порано, и сега. Пишани зборови, испеани песни, создадени дела, со чувства силни, со мотиви страстни. Кожа да ти наежи, срце да ти разтрепеш. Блаже Конески, црква. Нека е проклет часот кога ми кажаа дека се урива црквата во Небрегово. Илија да тажачки како да почнаа да се гласат и да тажат во мене тогаш, како од темно подземје да излегоа.
на самото мое детство. Значи, последните жилки му се ништат. И еве се копачи мојот најдлабок корен, а како да сум го предусетил тоа, одамна во мене неспокојства тиштат и одамна сум морен. И не таа мала црква, со наивно насликан пекол, со ѓаволи што го поганат ваганот на бајачката, ами самата моја снага се рони, би рекол, за да одекнува во урнатините плачка. И моите први години на учениче, на 6 лета, и мојата прва Света Сава, во дворот на таа иста црква, чие клепало толку чисто, уште во споменот одзвонува, кога во него некој замислен мава, и тие бојатисани шејкерчина во табли и пјатови врз нашите гробови, што селото на своите дечина им ги дава. Сето тоа одеднаш во пустелија потонува. Дури и птиците што кружеле на таа црква, чавките и гавраните во мојот спомен, дури и тие сега, кога црквата се урива, станале како обична украса спрема небото. Делот неподвижната гравура и нивниот полет е ограничен и сломен. Се урива црквата во Небрегово, малата црква што некогаш дрзок селски дух ја правел. А јас ништо не можам да сторам, иако тоа се дело излегов, и јас сум уште еден здробен авел. Се урива мојата заветна црква. Еј, луѓе, се рушат моите гробови. А залудно да викам за помош, кога туѓото е туѓо и никого не може да го боли, што јас липам од самите бели дробови. Но сепак јас кревам клетва на часот што ми јави дека се урива црквата во Небрегово. Штура е на тој час попарената жетва и грозно значењето негово. Крај таа црквичка на Банник и Василица, при снег и мраз се палеа огнови на коледарите и василичарите, а јас на раменјата од татко ми качен, со очи оджагорени во мракот, играта на сенките, на пламењата, ја пласте во себе, во самата душа, пласт по пласт. Крај таа црквичка на летни празници на сред село, на ледината ќе изнасемнеа стареите, а пред нив се зафаќаше орој над превари, фрлање камени скокани, и крај немаше на песните и ората. Крај таа црквичка се најгаше нашата верба во иднината, нашата надеж во берикетот и во силата на вистината. Околу неа чудни имиња: Пеливар, Појла, Орниче. И еднаш за секогаш запаметена на тоа Орниче во гробиштата, во утро есенско, круша горничка. И еве стега санува пепел темелот што не крепел. И еве станува пуздер и плева нашиот уџум мрскот и врева. И еве сега се руши храмот во нашите души. И сега, сам истраден со таа мала црква, и јас се уривам, лит и јаден. Глувото клепало гласи: нема што да те спаси. И по закони груби, цел еден живот се губи. Мала напуштена црква, би те закрепил да можев, дури со двете раменја. Но слаби се тие столбови не држат, ами лево и десно, од самата моја снага, се ронат твоите свети камени. Ами, тука сум наваму натаму снимив нова песна. Што зборувало? Многу добра, мучо добра била. Снимила нова песна, да. Многу песни оде капело. Сакам слушнам песната, ако може. Да, може сега. Шо песна е така се, ако си? Ано, професоре, професоре. А има ли запија песна на петте странци, да слушам чрез него наше училище. Се бисер, бисер. Професоре, срам ми е. Зошто са не срам? Еве, ја ќе запем. Деве, цвето, видат го. Ево ти ме сатка, да не знам да пејам. Знаеш, колешки, како не знаеш? Малко фаш. Ама знаеш, Мори Сара сака да ја слушна не тебе. Па во право си, колешки. Ајде, што не
во светот, нека биде синот мој. Љубовна седам душа ке ми подара, штом ке го видам сам. Јас ке го најдам тука негде верувам, срекна да бидам Боже само време дай. Љубовта може да ме чека се уште, срце во знаде се. Тој ке ги љуби, жениве усни, по целинак изнам. Тој ке ми носи црвени рози на и љубовен буди ке најдам некој најважен мојот гром, код звезди где на небо само јесни тој. Љубов ке седам душа ке му подарам и нема да е сам. Јас ке го најдам тука негде верувам, срекна ке бидам Боже само време дай. Љубовта може да ме чека се уште, срце во знаде се. Тој ке ги љуби, жениве усни, по целинак изнам. Тој ке ми носи црвени рози на поглед буди. Ето, зи, тука е таа. беше тие крај на приказка.
Бабо, нешто немало. Убаво, мојот живот е сумрано, се е толку мучубаво. Во Ѓорче Петров, со вакви колеги и со вакви талентирани ученици, само убавина и успеси може да имаме. Затоа Ѓорче Петров е да бест. Затоа, ние со патрулиција одлучивме Да ми доделиме уште еден проект на вашето училиште. Мучо добра соработка, добар кадар, многу успеси, мучо добри таленти. Kopito беше полно книг. Јас го правам капетал! Луѓе, за ова ја честам кај детево по едно кафе. Ама од макијатото од певтиното се јаздеме. Драга наша публика, фала што не гледавте и повелете ако сакате на. Ама се разбериме нешто. Не сум готов кај тргнате. Ќе ве кажев има стака фирма, сега кој ќе дојде, тој ќе си плати. Пензијата не ми е стасана, ето. Благодариме што отделивте време да проследите нашата пригодна програма. Посебна благодарност упатувам кон директорот на нашето училиште, до сите професори, кои беа покрај нас, додека се подготвува. Марта Макеска, Наташа Велеска, Жанета Видевска, Костадин Стајановски, Сашо Кочовски. Големо благодарам до Ристе Скијан. Сакаме да ја покажеме на православната Билјана Тиндос. А на сите професори едно големо благодарам за поддршката во текот на подготовките. Се гледаме до година со нови вредности и нови содржини. Ви посакуваме пријатен празник.